Почитувани, пред 3 дена специалната обвинителка Катица Янева наяви обвинение против Никола Груевски и Али Ахмети за кривично дело, со кое го оштетили државниот бюджет за 3 милиони евра во врска со прекинатиот попис во 2011 година. Меѓутоа, Катица Янева го крие клучниот кривичен предмет за фалсификуваниот попис во 2002 година, со кој албанците лажно беа прикажани дека са 25,17%. Од тука и прашањето: како е можно едно кривично дело, па макар биле потрошени и 3 милиони евра, да биде повредно за Катица Янева од фалсификуваниот попис во 2002, со кој беа осакатени Македонија и македонците? Да подсетам, Народно движење за Македонија, како правен предходник на Единствена Македонија, на 24 септември 2009 до јавното обвинителство поднесе кривична пријава за фалсификување на пописот во 2002. Меѓутоа, кривичната пријава остана закочена во обвинителските фиоки на тогашниот државен обвинител Марко Зврлевски. Затоа, на 12 декември 2015 година до специјалното јавно обвинителство на Катица Янева поднесовме предлог за преземање на кривичниот предмет за фалсификуваниот попис од 2002 од јавното обвинителство на Зврлевски. Се работи за доста значајна содржајна кривична пријава, подкрепена со факти и докази, кои побудуваат сериозно сомнение дека носители на највисоки јавни и државни функции во тоа време преземали активности за да влијаат при извршеното пребројување на прашалниците од страна на 160 лица, кои во тоа време били подготвени за кодирање и обработка на податоците со намера невистиното да прикажат дека бројноста на албанското малцинство во државата изнесува 25,17% со цел да ги задоволи потребностите на рамковниот договор, кој предвидува албанската заедница да ги добие правата ако учествува со над 20% од населението. Фрапантни се сознањата до кои дојдовме при прибирањето на доказите, според кои произлегува дека албанското малцинство во земјата е околу 14% и како е изведена оваа фалсификувана статистичка операција со изворено разработената криминална технологија од фазата на попишување и собирање податоци на теренот, па се до влезот на податоците во компјутерскиот систем од аналогна во електронска форма. За Единствена Македонија нема дилема. Расчистувањето со фалшификуваниот попис од 2002 е прашање од највисок национален и државен интерес за Македонија и македонците. Фалсификуваниот попис во 2002 е случај на сите случаи и е неспоредлив по своето значење со сите предмети на специјалното обвинителство. Од тука и прашањето: зошто Катица Янева молчи и го крие предметот за фалсификуваниот попис од 2002? Ја користиме приликата да ја повикаме специјалната обвинителка веднаш да постапи во случајот со фалсификуваниот попис во 2002 како прашање од највисок национален и државен интерес. Во спротивно, за Единствена Македонија се потврдува сомнежот дека одлуките на специјалното обвинителство се пишуваат на друга адреса, поточно во Американската амбасада во Скопје, во ситуација на фалсификуван попис во 2002 и во ситуација кога радикалните албанци агресивно продолжуваат со нови барања кои се разоткриват како нивна позиција, како во федерална држава, Македонија мора да го анулира резултатот од пописот во 2002 година. Новата влада на Единствена Македонија ќе расчисти не само со фалсификуваниот попис во 2002 година, туку и со самото неуставно и нелегитимно специјално обвинителство и сите незаконски и антимакедонски акти. Сите од владеачката коалиција Погреб за Македонија, составена од ВМРО-ДПМН, СДСМ и ДУИ, кои учествували или правили злоупотреби со фалсификуваниот попис во 2002, ќе одговарат пред македонскиот народ
и донесените от него закони по Република Македония. Ви благодаря.